Македонија кога и како во ЕУ? Европската унија праќа порака до Македонија повеќе од 20 години и ги поттикнува нашите политичари за членство во ЕУ и им дава надежи дека блокот сега може да продолжи со своите планови за проширување на Западен Балкан, но со една голема мана, на штета на Македонија. Како прво бараа промена на име поради спорот со Грција. Не знам уште кој политичар од Европа не дојде во Македонија, да обеќе дека само да го решиме проблемот со Грција и подхитно ќе влеземе во НАТО и ЕУ, но од ЕУ не видовме ни милиметар одстапки, туку станаа уште поригорозни во своите барања, да се откажеме од историја, јазик и култура, да препишеме се на некоја друга држава, а не е проблемот во друга држава, проблемот е во македонските политичари, затоа што они не дотераа во ваква ситуација. Они пред нивните шефови обеќаат дека ќе направат се само да останат на власт. И ако сте приметиле, сите македонски политичари имаат иста реченица: немаме друг избор, изборот е тој. Не е така. Секогаш постои друг избор, оти ако имаме само една опција, тоа не е избор. Не по секоја цена во ЕУ. Еве да претпоставиме да го добиеме посакуваниот датум за да ги отпочнеме преговорите за Европската унија. После најмалку уште 20 години ќе треба да чекаме за да станеме полноправна членка. Моја претпоставка е дека до тогаш нема да постои Европската унија. Јас мислам дека Европската унија најмногу уште 6-7 години ќе постои и после ќе си направат некој нов сојуз на најјаките европски држави во кои и ние ќе сакаме да влеземе. И пак уште 20 години ли ќе чекаме. Ако до тогаш не биде спроведен планот на Владимир Путин за Евроазијска унија, која ќе биде најмалку 10 пати помоќна од Европската унија. Тоа е така бидејќи во таа Евроазијска унија ќе биде вклучено повеќе од половина на светското население и таму ќе биде голем економски бенефит за сите земји учеснички во таа Евроазијска унија. И затоа мислам дека немаме само еден избор. Или и таму ако не сакаме, тогаш подобро да ги прекинеме сите преговори и да си продолжиме како досега. Јас мислам дека ние како Македонија во наредните 15-20 години, ако постои уште Европската унија, нема да станеме полноправна членка, бидејќи до тогаш ќе испаднат уште многу проблеми во врска со Македонија, што ќе им сметаат на некои земји членки на Европската унија, бидејќи гаранциите на Европската унија што ги дава не важат и никој не ги почитува и поштува, ниту пак го поштуваат Европскиот суд за човекови права, ниту било која институција. Значи така да се е џабе. Ние што ќе направиме, секогаш ќе има некој ние што ќе му сметаме, бидејќи името и историјата ни се големи и сакаат да ни ги земат, и тоа го прават само со една цел. На цела Европска унија им смета нашата историја и име, оти ние како Македонија и цел Балкан, кога сме постоеле, нив ги немало, ЕУ државите не постоеле и затоа стално прават ние на Балканот едни со други да си ги вадиме очите. Они не сакаат да признаат дека има постари цивилизации од нив. Они се мислат дека се супериорни и посебни. Од Господ одбрани, они да ја воделе Европа. Нивната историја е мала, ама додека нашата на Балканот е премногу голема, огромна. Народе мој, јас не сум против Европската унија. Мене ми смета низината политика на нерамноправност, за некого е мајка, а за некого е маќа. Па тоа така не оди. Или за секого исто, или за никого ништо. Не може ние во 21 век некој да не уценува, понижува и ние да му викаме браво, вие сте најдобри и само доброто ни го мислите, да се правиме самите себе си, сите во Македонија луди, како да сме од некоја друга планета. Ние немаме друга држава. Таа е на сите нас, не е битно од која верска и национална припадност сме. Таа е нашата тковина, Македонија. Тука сме родени, тука и ќе го завршиме нашиот живот. Затоа мислам дека треба сите да се обединиме и да направиме нешто заедничко добро за нашата Македонија, за нашите поколенија, да им оставиме средена и поубава држава, а не да им оставиме нашите поколенија да ги решаваат нашите проблеми и обврски, што ни биле према нашата Македонија.